Директорот на градежниот инспекторат криел од антикорупционерите 2 стана во Скопје и автомобил Форд Мондео од 18.000 евра. Фатмир Арифи го проширил имотниот лист, а не ја известил антикорупцијска, која сега бара владата да го разреши, а обвинителството кривично да го гони поради тоа што не докажал како го стекнал овој имот. Именуваниот, освен редовните примања по основна плата, не остварува дополнителни приходи, а имајќи го во предвид дека истиот не достави докази за основот и потеклото на средствата за стекнување на станот во Чаир, станот во Железара и возилото Форд Мондео од 18.000 евра во денарска противредност, не се докажа дека наведениот имот е стекнат како резултат на примања што се пријавени и оданочени. Арифи едно пријавил во Агенцијата за катастар, во УЈП и МВР, а друго во антикорупцијската комисија. По барање на антикорупционерите тој доставил купопродажни договори, но тие не биле за недвижностите за кои се истражувало. Не е пријавен стан кој е во собственост на господинот Фатмир Арифи на улица Крсте Асенов број 22 во Чаир. Понатаму не е пријавен стан, исто така во негова собственост на улица Гемиџиска во Железара. Не е пријавено Форд Мондео, исто така во негова собственост, кој го купил во 21 година по цена од 18.000 евра во денарска противредност. Арифи на 10 август годинава бил да разговара со антикорупционерите и се правдал дека становите ги стекнал со приватниот бизнис со кој се занимава, односно продажба на автомобили. Па така им понудил објаснување на антикорупционерите дека едниот стан го стекнал преку трампа за автомобил. За вториот стан доставил документи за објект кој е во фаза на легализација, но членовите на комисијата утврдиле дека станува збор за друга недвижнина. За непријавувањето на новостекнатиот имот во антикорупцијска, Арифи платил и парична казна.